Во буџетот треба да се слеат дополнителни 70 милиони евра од новата даночна реформа. Владата денеска ги усвои измените и покрај негодувањето на бизнисмените дека вакви оптоварувања не им требаат во ек на енергетска криза. Се кратат некои даночни ослободувања и олеснувања, се проширува даночната основа, но не се зголемуваат стапките и нема нови даноци. Така наречените луксузни производи ќе се оданочуваат со стапка од 10 наместо со 5%. Овде се опфаќаат неколку илјади видови на производи. Се намалува стапката на ДДВ од 18 на 5% за производи за менструална хигиена. Имате за тартуфи 5%, имате за други екзотични производи, има за морски кучиња и морски мачки. Имате и такви производи што во земјата ние никогаш не сме ги виделе, а е по 5%. Да. Ако некој граѓанин има приход, легитимно, често заработено, секоја му чест, може да се дозволи да ги користи тие, но нека плати 10% на место 5%. Тоа секој наш граѓанин ќе знае да го цени и тоа ќе биде така транспарентно пишено, сите ќе знаат за што зборувам. Ние не викаме дека ова категорија на производи ќе оди на 18. Можеби тоа е праведно. Меѓу измените петкратно се зголемуваат казните за злоупотреби при плаќање данок на добивка. Малите и микропредпријатија ќе можат да изберат да плаќаат или данок на добивка или данок на вкупен приход. Се укинуваат даночните ослободувања на менеџерските бенефиции, ќе се даночат и уплатите во доброволниот пензиски фонд од страна на фирмите. Засега граѓаните и фирмите куртули од воведувањето прогресија кај персоналецот, па стапката останува 10%. Нема да има ниту данок на каматите на штедните влогови. Од 2024-та хонорарците, ако сакаат на доброволна основа, ќе можат преку дигитална платформа да си плаќаат здравствено осигурување. Се разгледува и можноста за организирање еднаш до 2 пати годишно викенд без ДДВ, исклучиво за празници и тоа само за основните прехранбени производи. Допрва ќе има дебата дали да се воведе данок на екстра профити за фирмите кои заработиле над 20% повеќе годишно, споредено со профитите од пред 4 години. Надлежните пресметале дека само по овој основ во државната каса би можеле да се слеат дополнителни 50 милиони евра.